Добре дојавте во четвртата епизода Работ на 16-никот. Конечно го направивме тоа што го ветивме на почеток, најавивме гостин и си рековме дека гостинот мора да биде според нас најголемиот мангуп што може да го најдеме, така и направивме. Да не должам многу, ќе го најавам сега на некој малце по мој начин. Станува збор за човек што е секогаш насмеан, секогаш расположен за муабет. Не прави муабет само на фудбалски теми, денес ќе го задржиме на тоа. Човек што со сите се однесува како да му се на врсничко ниво, се слика со деца, еве знам од потајни информации дека кој да му пише кога игра во странство, дава карти и се слика со нив после утакмици, буквално како да ги знае цел живот. Нашиот број 1, цврстите нозе меѓу стативите на македонската репрезентација, дозволете ми добре дојде да му кажам на Столе Димитриевски. Здраво, Столе. Фала, здраво, добро ме најдов. Како си шуприш? Одлично, еве. Сега официјално на Собир, репрезентација, имаме битни утакмици и се спремаме. Тоа сакам да те прашам, кажи ми каков е животот на фудбалер што игра клуб и репрезентација со карантини, правите собир, не смете да искачате од хотел, малце на кратко тоа раскажи ми како изгледа. Добро, тоа е веќе еден стил на живот. Дефинитивно ние живееме авион, автобус, хотел, стадион и дома. Дефинитивно тоа е животот со толку утакмици, со репрезентација, клубски надпревари и со вакви моменти со овде да споделиме со вас е малце дистракција за нас и слободно време, активност. Кажи ми у тој случај како е сега, затоа што обично сезоната нели сега веќе многу полога него порано, играте по 80 утакмици некои сезони кога имате меѓународни лига нации, кога одмор? Тешко е, знаеш, ги искористуваме сите моменти што ќе имаме ден, два слободно време, за да може да имаме една минимална десконектација од фудбалот, за да може да се вратиш со полни батерии, со полна енергија на тоа што те чека. И новогодишниот одмор е мал, може да биде 4-5 дена или една недела. Летниот одмор е подолг, така да тука треба добар одмор, добра десконектација од релаксација, за да може да се вратиш со полна енергија и со желја за фудбал за следната сезона. Така да, не треба да ти избега таа волја. Кажи ми, у тој случај, ти летниот период си го имаш месец дена одмор, шетање, се одржуваш, вежбаш цело време, знам дека и летно време сигурно имаш голкипер, тренинзи, рефлексни глупости, така да не е дека баш ти завршува тебе животот. Не ти завршува дефинитивно, али првите после кога ќе заврши репрезентативниот собир, после тоа 10 дена буквално не правам ништо. Може некој друг спорт малце да се активирам и да бидам у движење, али 10 дена одмарам и после тргнувам полека со мобилизација на телото, со степен по степен враќање у нормала. Цел процес, значи. Ме интересираше сега една друга работа, ќе се вратам малце у Македонија, у сегашнава ваша приказна со надежи за светско првенство, успешна тура и Лига нации. Каква е атмосфера, раскажи ми? Каква е возбудата? Има ли некој од тим што е погаламџија, идеме на светско, некој што е подскромен? Раскажи ми и малце. Добро, тоа се дефинитивно различни карактери у една екипа, у една репрезентација. Секој на свој начин го доживува моментот, али моментот е голем, имаме големи очекувања, пак ти кажувам како надпреварот со Португалија, што бевме до еден чекор. Гледа стварно на последната беше тоа. До еден чекор со Португалија, сега сме до еден чекор пак до второ место, патот е долг и тежок, али имаме мотивација, имаме енергија, имаме добар тим, имаме добра атмосфера. Се гледа. И одиме по тоа второ место и после по плейоф. Мора да ти признам, лето кога направивме муабет пред утакмиците Белгија, пред Казахстан, пред сите, те прашав какви се чувствувате и ти ми рече мирно, сега да видиме што се дешава. Мирни глави, без да се возбудуваме. Еве сега сме веќе у некоја завршна фаза каде што веќе на некој ќошиња слушам, ќе играме светско. Ти влага глава?
Мислам Како дека притисок. кога беше пласманот на Европско првенство и второ место у група со Германија до тој плейоф со Италија, ние бевме мотивирани, добар амбиент, добро све, али уште не го ставаш тоа у глава буквално со тоа што знаеме колку е тешок патот, знаеме дека треба да бидеме фокусирани на следниот натпревар, знаеме дека е следен натпревар у предвид и затоа ние тука го ставаме фокусот за да одиме чекор по чекор, Така. за да може да стигнеме до целта. И ја мислам дека тоа е најправиот пат за да достигнеме. И како што ти кажа, со Португалија многу ми е жал за таа утакмица. Баш би сакал да одиме на едно светско, зашто оваа генерација, овај луѓе у репрезентацијата заслужуваат. Да, сега приказна е баш на првата епизода го разговарав тоа. Баш сега ќе направам дигресија малце, не на Португал, туку на Белгија во Гент. Го спомнав 1000 пати дека во еден момент се виде вие на таа утакмица дека гол не примате. Значи јас го осетив у 67 минута, ти шутна Де Бруин од десно према лево, ти ја фатим, мислам дека беше надвор од 16-сетник и ти видов у очи на човеков не му паја гол. Кажи ми дали за време на утакмицата Белгија беше цело време тензија 90 минути или во еден момент си реков бе чекај. Не ни можат ништо дечки бе више. Види, не може да ни дадат гол, стварно тој беше осеќајот ван теренот, али во теренот ти си буквално фокусиран 100% на утакмицата, на движења, на моменти у утакмица, мислиш сега ова треба да направам. Буквално тоа е една утакмица кој што добиваш утакмици секоја минута. У 90 минути имаш 90 утакмици по една минута. Оваа минута излегам победник, следната излегам губам, следниот минут губам, треба да добијам. Пак да добијам уште една минута, уште една. На крај, кога веќином од минутите ти ги имаш добиено, е нормално да победиш и е нормално да играш, да имаш еден поволен резултат. Така е размислувањето малце на фудбалерите што можат да го издржат фокусот, зашто јас зборам со играчи у клуб туку у репрезентација, викам 75-та минута, го погледнав видеобимот 75-та минута и кажам официјално јас немам енергија, немам сила, немам пауер. Официјално, толку беше тензична утакмица. Товар. Да, али сега тука доаѓа волјата, желјата, да, тоа од пети што не знаеш дека го имаш, дури него го вадиш. Зашто дефинитивно физички за целата екипа утакмицата беше многу тензична и многу побаруваше движење, мислење, концентрација, да не погрешиш у движење, да не погрешиш. Дефинитивно ние одигравме фантастичен натпревар. И дефинитивно се гледа дека у овие квалификации ние имаме само 3 гола примерно. Да. Дефинитивно играме дефанзива одлично и последни 2 години како немаме пораз официјална натпревар. Ја не утињам ден да го објавам тоа негде. Официјално играме фантастично дефанзива. И тоа не се мали екипи. И Англија, и Белгија, и Велсови не е дека сте играле само со Казахстан и не знам кој. Да, дефинитивно. И Украина нема победено за нив. Дефинитивно. Тоа е стварно голем резултат за Македонија. Ако ти се споредиш со другите држави, 2 години да направиш без пораз е буквално голем успех. Проверено ми у моментов нема ни една репрезентација со толку долг unbeaten run, дај Боже да трае уште многу долго. Ја би сакал да трае уште 10 години ако може па некои такви рекорди да рушиме. Кажи ми какво е чувството до ден денес на репрезентативни утакмици кога ќе искочиш на терен, кога ќе чуеш химна, кога ќе видиш публика, затоа што знам дека и у странство доста често доаѓаат македонци, кажи ми какво е чувството. Пеперот ти у стомак има ли уште столе кога излага на терен? Па види вака, јас кажувам дека имам 13 години буквално у Македонија и у Шпанија ми е целата кариера. У Шпанија јас кажувам дека не би заменил една утакмица за репрезентација за сите настапи што имам у Шпанија. Браво. Специјално чувство, специјален момент
и ден денеска кога ќе излезам на химна, представувам своја држава, своја репрезентација, цела Македонија и буквално тоа носи голема одговорност и голем почит имам према тоа и чувствата се неопишливи. Не можам тоа треба да се доживее. Баш би сакал ја еден ден да можам тоа да го доживам. Кажи ми тоа што значи за тебе пласман на светско првенство? Најголем успех у кариера. Дефинитивно, не репрезентативна, буквално цела кариера. Држава ќе полуди, да знаеш. Сум имал Уго Гиљамон, игра сега у Хајдук, од Валенсија отиде у Хајдук. Он беше на светско Катар со Луис Енрике. Играше? Не играше, беше у екипа, го зема у репрезентација. Мислам дека и на една утакмица влезе, не ме фаќа за збор. Мене ми каже дека тоа е нешто специјално, нешто единствено што кој само треба да се доживе, да се оди на светско првенство. Мислам дека тоа утакмица што ќе биде, да речем, последната за да се квалификуваме, ќе се гледа и на площад и мислам дека тоа што би можело да се случи у Скопје доколку вие се квалификувате ќе биде епска дешавка. Така да јас искрено се надевам дека тоа ќе се случи. Гледам, тоа исто ќе те прашав. Дали веќе ние како фанови може да се осеќаме љути Македонија кога нема да победи веќе утакмица? Затоа што јас излегов од Казахстан, ти не знаеш каква беше атмосфера, како ние да сме некоја Германија навикнати само на победи, сите разочарани еден со Казахстан, смак свет. Дали смееме ние веќе како фанови така да се однесуваме? Види, ние го имаме направено играчите да фановите така се однесуваат. Точно. Ние имаме фантастични резултати, имаме многу време без пораз и сега ти очекуваш одиграш фантастичен на утакмица со Белгија, играш утакмица пред тоа победуваш Казахстан у гости и сега нормално е да се очекува победа. Али утакмиците се играат у многу краток период и со Белгија стварно беше исцрпувачки утакмицата која што ја игравме. И сега имаш пат, треба да дојдеш, треба да се одмориш, рекуперација, мораш малце да тренираш ден и два пред утакмица да го спремиш, селекторот да го спреми тој надпревар. Тактички не е исто како со Белгија. И сега мислам дека нема доволно време за одмор и за припрема за надпреварот. Али ипак го одработиме надпреварот у Казахстан, победивме. Да. И овој надпревар ние доведовме да Македонија и македонскиот народ бара победа зашто гледа дека можеме ние да го направиме. Така. И ние ги донесоме луѓето да веруваат у тоа и сега на нас ни треба поддршка од нив и доверба и заедно како тим да го направиме тоа. Така. Значи можам да заклучам од ова дека гордоста е голема и за тоа што веќе ја добуткавте репрезентацијата на ова ниво. Не викам дека сега нели тука завршува приказната, ама се согласивме дека ние како фанови може да навиваме и да бодриме повеќе. Кажи ми, дали Мали Столе веруваше дека голем Столе на 31 година ќе биде ова што е денес? Па искрено да кажам, не може. Моите соништа не беа толку големи, тоа се што се случи у мојата кариера. И ден денеска мислам дека ова што го живеам на репрезентативно ниво, на клубско ниво е еден сон. Историјата до сега што сум направил прегорд сум на репрезентативно, на клубско ниво и искрено ништо не би променил до сега што се има слушано. Апсолутно. И браво. Секоја чест ми е многу мило за ова што го кажа последно. Да, јас како сонда и ова ние што го правиме сега. Сега може малце да фатиме авион и да слетаме у Шпанија. Прво да ми раскажеш два збора за Месталја, Валенсија, каков е животот во тој клуб, каков е животот во Месталја? Дефинитивно клубот е историски голем клуб со големи вредности и ти гледаш дека кога ќе играме ние утакмица, дали играме на домашен терен, на гостински терен,
водиме, губиме нерешен резултат, гледаш дека клубот има аура. Да, дефинитивно. Гледаш Илјаците. дека има аура и кога ќе дојде тој момент, противниците го знаат тоа и знаат дека може да ги дадеш гол у секој момент, знаат дека напаѓање ти фактички кондиционираш малце у нивната игра, али дефинитивно осеќаш таа аура пред утакмица на утакмица у целиот процес додека дојде утакмицата. Вчера те слушав, спомна дека Ваљекано е по домашен клуб, навивачите те знаат, не те замараат у ресторани, се по-културни. Овие у Валенција какви се? Па дефинитивно Раја Ваљекано е помал клуб, по-фамилиарен клуб, блиски се луѓето, навивачите, клубот. Валенција има поголеми потражни спрема играчите, амбиции. Например, сега народот бара зошто виделе дека клубот може да игра финале Champions League, да освои лига, купови, суперкупови, и клубот има голема побараност од играчите и фановите за тоа што виделе дека можат, како ние у репрезентација сега у тој момент. Јас знам за во Рајо, кога напушташе Рајо, Ирина ми збореше дека на децата од Рајо, навивачите, дека им било тежок ден тоа да го сварат и општо на навивачите. Кажи ми тебе како ти беше кога го напушти Рајо, фановите те гледаат си одиш, ти таму напушти со многу високо крената глава, мора да признам, сите те обожава. Раскажи ми збор-два за тоа искуство. Па дефинитивно беше тежок момент за мене у кариера да одлучам да го напуштам тој клуб, зашто тој клуб ми даде шанса да играм у Ла Лига. Сон ми беше да играм у Ла Лига 25 утакмици една сезона, да се осеќам како играч од Ла Лига. Захвален сум и големи ми се чувствата спрема тој клуб. Последните моменти беше одлучувањето кај што треба да одам у друг клуб или да останам тука до крај и на преодолениот рок имам спремено обновување на договор. Со Раја Ваљекано имам фантастична релација со председателот, со клубот, дел од него сум и имам еден дел у срцето кој што е кажуваат еднаш Увајека, секогаш Ваљекано. Какви се сега кога ќе отидеш на утакмица, пример Рајо или они кои ќе дојдат у Месталја? Чудно е за мене, дефинитивно со тие луѓе имам поминато 6 години, имам фантастични другари у екипата, ден денеска имаме група на WhatsApp, комуницираме, се што им се случува на нив сум пресреќен за тој дел. И имам фамилија таму, дефинитивно осеќам пријатели и другари кои што се како фамилија и ден денеска имам фантастична релација со нив. Кажи ми за Рајо, конкретно сега сме уште у Мадрид, си ми спомнал дека си сакаш кафе, си сакаш многу кафе. И не ми имаш спомнато некој кафич, некој твое кафе, некој твој бленд, можеш ли на кратко, знам дека има спешалти кофи љубители во публика, да ми раскажеш тој твој проект. Имам еден мал проект за спешалти кофи у Мадрид. Тоа стана малце и традиција, Иси Паласон, знаеш, кој е Сантико Месања, Вилјареал, Камељо, Раја Ваљекано. Се све од различни клубови што ми набројуваш луѓе. Па сите сме били у Раја Ваљекано. У еден даден момент. Да. И прво се креираше со Иси. Историјата, као ја имам машина, спремам кафе дома и викам, ајде дојдете као пред утакмица на кафе. Ке пиме кафе и одиме. И си доаѓаше, после дојде уште еден помлад фудбалер Мартин, сега игра у Мирандес. Санти исто дојде и после 2 години мислам дека Камељо, и така се креираше историјата со кафето, со секоја утакмица на домашен терен кој играме. Прво се доаѓа кај мене, пиеме кафе и одиме Предобра традиција. На утакмица. Еден амбиент, една фамилиарна атмосфера, која моите се тука пак се доаѓа,
кафето ни креираше една дефинитивно позитивна енергија. Да, тоа е убав ритуал за пред утакмица, дефинитивно баш ми делува интересно и сигурно муабетите таму што се правеле нема да ги заборавиш цел живот. Тоа е многу многу интересно. Што сакав следно да те прашам, спомна трансфери. Една трансфер вест за тебе кружеше неодамна. Жозе Мориньо, Фенербаче. Кажи ми, смееш ли што се направи муабет таму? Чувме дека си упреговори со Жозе, на македонски вести искочи. После тоа Жозе си напушти Фенербаче, така да смееш ли на оваа тема, збориш што се збореше тука? Па добро, дефинитивно јас не се оптеретувам за овие теми со клубови, со такви нешта. Сум имал понуди скоро секој природен рок кога сум играл у Раја Ваљакано, у Гимнастик, у Валенсија, али за тоа имам своја менаџерска агенција, они се задужени и до сега работат да мојата кариера, фудбалска кариера иде у успон и мојот најдобар клуб и најдобар кажеме трансфер е со 30 години. Тоа покажува дека фудбалерите сега како Модрич, Кристијано, Меси игра до 40 лесно и неколку години. Сега фудбалот се промени од таа смисла зашто моментално фудбалерите се многу поголеми професионалци од тоа што е било пред 15-20 години. Така да јас се фокусирам да видам што можеше по-професионален, како што треба, за да може да играм подолго време. Затоа што вестите што стигна во Македонија, можда тоа беше малце расширено за привлече внимание, беше дека Столе и Жозе се на слушалка вечерова и се преговара до последен момент дали он ќе иде у Турција или не. Буквално некој сега да не издавам тука, таква вест ја чув, тоа не беше од Шпанија дојдено, туку беше од наши медиуми, чим одговараме вака не те закачам веќе на таа тема. Дефинитивно медиумите се да збора, тоа е нивната функција у ова и многу од тие ситуации денеска не се знаат. Да, порано не се знаеше ништо. Што јас сум доживел и што јас сум у тој аспект со менаџерот, со клубови, така работи, некои се знаат, некои не се знаат. Да кажеме, Фабрицио има најголем процент од точни трансфери, точни прогнози и сега сите функционираат, сите гледаат од Фабрицио, имаат своји извори, така да. Мене ме мило што го спомна Фабрицио, затоа што имам забележано дека Фабрицио не пропушта шанса за тебе да каже некоја трансфер вест. Памта Милани кога отиду во Валенсија, он имаше објава. Кажи ми каков ти односот со Фабрицио, комуницирате, се знаете, не се знаете? Види, го имам запознаено Фабрицио во Мадрид, често доаѓа во Мадрид, има однесов денаш дрес кога играв у Раја Ваљакано, имам релација и многу пати Фабрицио сака да ги конфирмира неговите извори и изворите на менаџери, тренери, спортски директори, председатели и неговите информации има толку голем круг на познаници у светот на фудбалот што ги конфирмира пред да ги објави информациите. Тоа е птене утек човекот. Што ми беше муабетот за тема Фабрицио. Дали, например, кога доаѓа до оваа објава, он става Столе од Рајо, иде во Валенсија и го постира тоа кај него на Твитер, на Инстаграм, звони? На менаџерот звони или тоа си е негова слобода? Знам дека некои играчи си имаат сами изненадувано. Ја не ни знаев дека ова што се случува за мене, се случува Фабрицио, веќе го објавил. Па да, тука више припаѓа малце лични интереси. Сега некои играчи се изненадуваат, може така кажуваат, некои ова е окей, има опција, али ако се изненади сигурно звони на својот менаџер зашто он има најточната точната информација. Значи тебе не ти смета? Укратки црти. Па не ми смета, дефинитивно тоа е бизнисот. Бизнисот у светот на фудбалот функционира така и ние
треба да го прифатиме и тоа е тоа од наша страна. Сега ќе сменам скроз тема, ми текна за кафето преска, не те прашав, кажи ми на утакмица кога идеш на тренинг, кафето го бива или не? Ти си веќе навикнат на малце по убав тип на кафе. Да, ја викам, мој пријател ми вика, вика, знаеш, како го пиеш кафето, ја го прашам у хотел, знаеш ово. И ми вика, окей, пијам 1-2 кафења на ден на утакмица, ради тоа да ми текне какво е ова кафето и какво пијам, да не го заборавам добриот вкус. Знаеш, и се смееме. Да, и викам и тоа си управо. Значи не е најсејано кафето на тренинг и на туѓиве стадиони. Па да, дефинитивно, ма гледам во последно време Айнтрахт Франкфурт, знам Ливерпул, зборев со Маманашвили, Ливерпул дека има ту склоп на тренинг кампот, еден шанк со кафе, со смути, фантастично нешто кој што буквално кафето го пиеш за активација. Ние пиеме и кофеин пред утакмица, но кафето е баш кај што може у светот на фудбалот да се напредува. Секој играч, да кажеме 99% од играчите пијат кафе. И сега исхраната е фантастична, хелти, иде джим, идеш припрема за тренинг, мобилизација, еден куп работи кои што се внесени и сега кафето е треба да се внесе и да се напредува у таа смисла буквално у светот на фудбалот. Така, па тоа што ти го промовираме твојот бленд и да го направиме бизнис тоа. Цел свет да пие кафе на столе. Вау, тоа ќе биде одлично, али јас баш сакам да организирам еден ден кога ќе сме на Собир, да се направи цел ден кафе за репрезентација, да пробаат. Имам со Игор, со Дени, со Шишко цело време збориме и пиеме некој пат кога ќе одиме ван. У Белгија баш имаше еден македонец што има кафеин спешалти кофи. Тука беше на 50 метри од хотелот и отидовме, го пробавме, стварно фантастично. И си поправивте мовети на македонски. Па да, баш и он се изненади и пробуваме ги интегрирам со играчите исто. Има многу што сакаат исто Мице, Тихо, пробуваат, пиеме спешалти кофи, што е една фантастична култура. Да, дефинитивно е сега ќе култура станата, да. Кул, за кафињата може да правиме муабет. Јас сум многу слаб кафе пијач, затоа ќе те прашам дали ставаш млеко у кафе и ако ставаш до колку саат ставаш млеко? Од Сабајле обично пијам flat white со млеко, дупло еспресо со млеко од Сабајле, после ручек и за ужина пијам еспресо или филтер кафе, пијам буквално без шекер. Никој пат не ставам шекер у кафето и само млеко од Сабајле после 12-1 саат не... Си ја поштоеш италијанската школа? Па сега повеќе од тоа што после ручек кога сум јаден ми прија еспресо да пијам и поплане веќином филтер или пијам пак еспресо, зависи. Значи сепак да си имаш текот на целиот ден пиење кафе. Сега кога рече по дома ми текна еден друг муабет. Ирина ми спомна дека пред некој месец ти у 5 за 12 буквално одлучуваш да ја земеш баба со тебе у Валенција и со Ирина. Ирина ми кажа дека си прошла феноменално тие неколку недели. Раскажи ми малку за таа приказка. Па добро, имам фантастична релација со баба ми и од мали сме заедно и со едната и со другата баба. И стварно се вративме од после утакмица и она збореше секој пат сакам да дојдам. Кажа, окей, ајде, ако сакаш да дојдеш, ајде тргаме. Знаеш. И беше 11, така 5 до 12, со Сабајле тргаме у 6 за Германија, Валенсија и се одлучивме. И падна стресна на баба ми, али остана цел месец и
одлично искуство, одлично си поминав. Како си го шеташе ова на градот, ти те опоменуваше ли столец викињава, треба да ги полиете Ирина, ова, или све беше во ред, све беше под конец? Па да, добро, сега она сака да ни помогне, сака да ги навади цветињата, да прошета и супер, шетаме од Сабајле по Планне. На утакмица од нас? Да, дефинитивно. Како си проведе беше таму? фантастично. На утакмици се свиеше местаља, одлично. Браво. Мене ептен ми се допадна таа приказна, баш кога ми ја спомна и дека се случило у последен момент, тоа збори и за тебе каков човек си, така да, алло да ти е за проводов со баба. Се уште малце остануваме на Валенсија. Вчера коментираше за некои утакмици, Јацко, можеш ти да ги кренеш сликиве што ги имаме спремно за тебе. Спомна за Винисиус, тоа го знам. Сега се враќам малце наназад. Датумот е 14 август 2022. Тоа ви е второ коло. Шпанија, ти браниш против Барселона. Барселона шутира 21 пат, 6 пати во оквир, утакмицата завршува 0-0, има една пресимпатична слика од Столе Man of the Match. Ева оваа слика. Ти си човек на утакмица, ти пишува Man of the Match Столе Димитриевски и сликава е у принцип прв момент после свирежот на судијата, заврши утакмица и камерманот решава директ у тебе да го покаже кадарот, ти си насмеан, жива вода испотен, Man of the Match. Ја памтиш ли и раскажи ми? Да, ја памтам такмица тука. Играме у Барселона, Да. второ коло. Тоа е август, мислам. Да, 14 Август. Преголема топлота на терен, не знам, 70.000 Публика. на стадион публика. Ама имав една традиција, заврши, прошлата сезона кога заврши, играв со подрес Мгм. и добивавме утакмици, одеше добро. Суеверен. Да, и сега на утакмица и на припреми носев така и беше одлично. И тука имам подрес и на полувреме го сменив, после такмица 3 кила и 20, мислам дека бев Испотен, изгубен. од утакмицата. Така да ми текнува за тоа, за таа историја, али и продолжив со подрес да играв скоро цела сезона, али беше топло и доста тежок натпревар со Барселона. Јас ја гледав се, а не знам дали е истата утакмица, ти на две утакмици со Барселона имаш Man of the Match, на Мемфис му фаќаш пенал. Да, тоа беше на домашен терен, кога игравме, Куман беше тренер. После таа утакмица отказ му даде Барселона, игравме Фалкао 1-0. Леле, стварно Фалкао играш. Фалкао 1-0 и второ полувреме имаше пенал со Мемфис. И имам и тука една историја, знаеш, Тоа. Кажувај. на сите со кои што ми шутираат пенал, ако го одбрам пенал, им барам дрес, за да имам успомен. Да. Да биде по-специјален дресот, една цела историја. Ја сега доаѓам до него, мислам дека имам некоја слика у телефон, доаѓам до него и му зборам на шпански. Као, Мемфис, ако ти го одбрам пенал, знаеш, сакам дрес. И он ме гледа озбилно, ама викам, као, што се дешава, знаеш. И после тоа гледам дека ми кажа некои другари што ги знам од Барселона, као он не знае уште шпански. Предпоставува дека да, и сега не ми го даде дресот, зашто изгубија, нервоза, окей. И следното такмица кога игравме на Nou Camp, влезе и ја отидов му каже Мемфис, као може да се смениме со дресот и он каже окей, нема проблем. Али он знаеше дека ја му го барам. Заради тоа. Исто така побарав на Мунир од Лас Палмас, Ерисунал Гетафе сега у Бурмаут, имам Македонија Украина на Европско првенство. Малиновски, имам ми фали уште од Белингам, сега следната такмица. Ке ти го даде? Дресно, па најверојатно. А кажи ми како реагираат кога ќе ги прашаш? Има ли момент на ја бе чекај паметен да не ми се прави нешто бе или го сваќаат моментот? Не, дефинитивно е игра. Тоа е натпревар кој што дефинитивно и они знаат. Имам и од Жоржињо. Македонија и Италија. Италија, леле, стварно, јас скроз го заборив. Да, знам дека и ја му го барав на полувреме. И прво полувреме беше пеналот, после му го бара
и му кажав и му каже не, се менјам со број 10, со Барди. И зборев со Барди, Барди ова е една традиција што имам, ако може, дај му каже да, нема проблем. И му кажав на Жоржињо, ми го даде дресот, зборев со Барди да ми го дадеш дресот, имам една традиција, и он се насмеа, знаме традиција заради пеналот. И викам, да, еден од најдобрите шутери си за пенали, што ја промени. Дефинитивно на голманите им направи многу тешка работа со тоа шутирање, али како и секоја се модернизираме, се работиме на тоа и има резултат. Кажи ми, ете, тоа го спомна, немаше уопште да идам наваму, ми текна Жоржињо, го спомна, ми текна Бруно Фернандес, и ти против нив игравте. Тоа е баш некој модерен тип на изведување пенали, кај што они прават некој сет спотек пред да ја шутни, он очекува дека ти веќе ќе даеш некоја страна, а ти па од друга страна знам дека играш војна и му ги гледаш нозете и очите. Што се случува кога му шутираат на столе пенал? Види, јас не се слагам со тоа со ногата дека треба да биде на линија со голманскиот аспект, ради тоа зашто ти имаш голема веројатност да иде на таа страна дека не можеш да ја одбраниш топката. Ако ти се нозете на линија, да. Да, многу е тешко зашто имаше едно студио што направиле дека помалку од пола секунда топката влага од кога ќе шутне играчот у гол. До гол, да. Знаеш, и сега тоа е преголема брзина. И сега кога ја шутира топката, ако ти останеш и нормално ние голманите идеме диагонално да го скратиш аголот, да. Е многу потешко и многу сега е кога ќе се одбрани пенал е многу голема ствар. Да, голема ствар од голмански аспект. Е сега шутирањето со споро трчање спрема топката и скокање, он добива на време. И он ме гледа, константно ме гледа. Дали ќе се сега што се дешава со Жоржињо, така беше и со Белингам. Со Жоржињо јас знаев дека шутира таму. Јас знам дека негова добра страна е отворена нога. Знам дека таму сака да шутне. И сега со Владче Гоздрански ги анализиравме и со голманите, со Џоле, со целостојчен штаб и со голманите ги анализиравме, збориме за тоа и дојдеме до заклучок дека ако ја му правам лажњак на десна страна и го чекам за на лева, ќе ми ја шутне на лева. Така и беше. Биде обратно, знаеш, али јас сакав да го доведам да он се осеќа комфортно да ми ја шутне на лева страна. И сега, у моментот кога ја го чекав до последниот момент кога скока, он скока и ме гледа мене. Ја го навалив телото на лева страна. На моја десна страна. Да. И кога ја спушта главата да ја погледне топката, тој момент, тоа се милисекунда. Да, немаш ни секунда. Ја шутна на мојата лева страна. И он, кога ќе види дека идеш, знае дека е многу тешко ти да се вратиш у нормала, па да идеш на другата страна. И он само ја гурнува топката малце на страна, не ја шутира јако, зашто и он не може да ја шутне топката од тоа што нема отворена залет, нема брзина према топката. И само легнав на левата страна и ја гурнав топката на страна, знаев дека беше добро одбранен пенал, зашто десната нога знаев дека ми беше добра и тоа беше дел од измамувањето да мојата десна нога стои на линија, зашто знам дека ја без да ја поменам ногата ќе треба да се вратам на лева страна. Да. А кажи ми, правивме еднаш муабет на тема, сега за пенали си раскажа. Ти овие што ти шутираат ги знаеш, ги учиш, знаеш кај да, ти имаш цел тим што те прати, ти кажува кај ќе шутира. Ја ако ти шутирам 5 пенали, колку ќе ми фатиш? Па не знам сега колку ќе ти одбранам, а дефинитивно е тешко било кој кога шутира пенали. Било кој кога шутира пенали, зашто ние анализираме и он например има шутнато било кој играч многу пенали и отприлика знаеш која му е подобра страна, гледаш резултат, гледаш како се мести, твоја сензација на терен,
а ова е као излагаме, шутираме сега, ја немам никаква појма од идеја кај можеш да шутираш. Затоа би гледал како ги позиционираш нозете, како трчаш на топката, се има свое у ситуациите. Али Значи, мислам дека еден може не еден. Да не ти дам ни еден? Да. Јас сум многу компетитивен. Дали би го снимале ова, ако кажам јас сега минимум 3 и ќе им даеме на гледачите да гласаат да не се случи тоа некогаш, дај Боже виднина, ја викам 3 би ти ги дал. Добро, има шанса. Би го да снимале постои. тоа? Па зошто да не? Даваш Шанса рука? да постои. Да. Готово. Ете така. Ми се свија ова што го кажам, минатиот пат не беше толку директен. Ми рече, може ќе даеш 2-3. Сега Па добро сега. ми се допаја, Мотивиран сум. го прифаќам. Заборев за вторава Ла Лига односно вторава со Реал утакмича да те прашам, кај што Винисиус добива црвен, не се покри тој момент, имаше една сцена после црвениот на Винисиус, он е веќе надвор од терен, каде што Белингам тебе те чека на статива, така подпрен мангупски, се приближува кај тебе и он го истура шишето вода твоја према тебе. Памтиш зашто ти изборам и што ти кажа Да, тука? како не. Као јас сум крив зашто Винисиус доби црвен картон. Нормално, тоа се игри, тоа се момент на утакмица, губат 0-1-0, ние Да, тоа е водевме. згубеони, да. Тоа се тензии, тоа се некои ситни провокации кои што помагаат и у тој момент стварно он ми истори водата и ја му кажав као што сакаш да правам, знаеш? И ја го видов, тоа бе Као што збунет. сакаш да правам, као јас сум крив, што сакаш да правам, као нормално е ја да сум бил на твое место и Исто ти така да си направиш. бил на моје место, исто да би го направил, зашто многу пати гледам Реал Мадрид, Барселона, се критикуваат зошто луѓето задржаваат време, зошто луѓето играат да добијат црвен картон, да Тоа беше генијално од направи- твоја страна, реално. Сега јас кажувам дека окей, тоа е еден тип на фудбал кој што треба да го знаеш. Да знаеш во секој момент да извадиш најдобра ситуација, најдобра поволна страна за твојата екипа. Така. И сега, кога ќе играат Реал Мадрид Барселона, кога ќе играат Champions League, кога ќе дојдат тешки дуели, и они го прават. Истото. Истото. И тоа е интелигентно од нивна страна. Сега, кога ќе они го прават, Барселона се бранеше со последна топка, ја губи топката, се повлекува, паѓа, Винисиус, Белингам, имаат... Да, апсолутно. Немаш потреба ти, ако имаш фаул за тебе и водиш 1-0 85-та минута, немаш потреба ти да брзаш. Точно. И у малски Немаш, фудбал, ако немаш играме, потреба нема да брзаш, брзаме, зашто сакаш да победиш. Тоа се тип на утакмици кои што има играчи кои што знаат да ги одиграат, има играчи кои што не знаат да ги. Али тоа дефинитивно и Реал Мадрид, Барселона, Манчестер, сите играат тоа е да играш интелигентно. Да знаеш во секоја ситуација да извадиш поволно за твојата екипа. А значи, он кога дојде да ти се прави тебе паметен, колку што видов ја и на камера, тебе не те дираваш многу, и Белингам што ти збореше, и Винисиус, гледам дека ти си мирен, дури некако со насмевка им ги прифаќаш овие провокации. Значи може да кажеме дека тој притисок ти реално не го осеќаш они што пробуваат да ти го наметнат. Или грешам? Па, да ти кажам искрено, добро пливам у тие води, знаеш, немам никаква тензија, имам тотална контрола на ситуацијата и тотално знам до каде може да одам и до каде може до каде може ги поминувам више границите. Тоа е ситуации кои што со стек на години на време ги учиш да ги контролираш, и пак тоа се 190 пулс имаш, публика, знаеш дека таа утакмица ти значи бодови, ти значи се што е со Реал Мадрид и со Барселона, се е 5 нивоа над. да, зашто исто е да ќе одземеш 3 бода, али за амбиент, за атмосфера кога е Реал Мадрид, после утакмицата уживањето е подобро. А како е на терен? Вини добива црвен, публикава почиња да прави скандал, што ти кажуваат на тебе?
На мене ништо не ми кажуваат. Јас само отидов позади линискиот судија, Да, тоа заради го тоа видов. да не имам проблем, знаеш, да не нешто на мене од тоа некој ми спровоцира или некој ми дојде покрај мене. Отидов кај судијата и застана без да немам Чекаш црвено му дадат на Винисиус. проблем. Така да извадивме полна ситуација од таа ситуација и тоа е тоа. Ова е една анегдота у фудбалот која што ќе се збори цел живот за тоа што Винисиус е тоа што е еден од најдобрите фудбалери у светот. И јас од една страна па веќе имам малку и разбирање за негова приказна и ти што си ми раскажувал дека е стварно фудбалерчиште, ама и дека не пропуштаат прилика другиве навивачи да го малтретираат, да го закачаат, така да до негде е неоправдливо, ама јасно ми и мене зашто е воку, еве да речеме, безобразен и нетрпелив и експлозивен карактер, да речеме. Добро сега, ја мислам дека и он се осеќа добро у тие моменти, тоа го мотивира, тоа го дига едноставно. Покрај сето тоа игра у најдобар клуб у свет, игра еден од најдобрите фудбалери, заедно со Бензема, Куртуа, цела компанија Модрич добива Champions League, он е предетерминантен у тој Champions League, играчот е фантастичен. Да, значи, фантастичен. светска класа, апсолутно. И он има голема, за мене он има голема физичка спрема со тоа што игра среда недела и се лути кога ќе го вадат, се лути, тоа е да кажеме некој стил Кристијано Меси. Да, тоа го гледам. Тоа се секој такмица сака да игра, победува 5-0, сака да продолжи, има Champions League, у лига игра 90 минути. Тоа е таа констанца што они ја одржуваат. Так. Уште последно прашање за лига, да не ја тупам ја. Го спомнавме Винисиус. Каже ми сега ние го зборевме тоа за нова генерација на Ла Лига. Сега Ла Лига, да речеме, има ново руво од кога веќе Меси и Роналдо не се у лигата. Сега Ел Класико веќе има друг момент, Атлетико се скроз нова екипа со нови напајачи, другите екипи веќе стануваат. Кажи ми, кои се играчите што ти кога ќе ги видиш си кажуваш, вау, ово е друга прича. Знам Ембапе, знам Винисиус, знам Јамал. Објасни ми малце што ти како голман гледаш кај нив кога ќе ти се појават. Имаше една ситуација на Месталја со Реал Мадрид, не знам, 75-та минута, така нешто. Дупли прес 5-16 и влага Ембапе 1-1 со мене. Ја скратувам простор, се спуштам доле. И сум зборел за физичка спрема, тренери, што го има студирано фудбалското тело. Тоа он што го направи, тоа е мислам дека многу малку фудбалери на светот може да го направат. Значи, он ја дига топката со десна нога на надворешна страна и левата му е стојна нога. Со истата нога која ја дига, ја шутира топката. Точно колку мене да ме избегне, за да го отвори просторот да може да шутира гол. Значи, таква еластичност, такво движење, едно од две движења е нешто лудо кој што дефинитивно секој играч не може да го направи. Да го направи такво нешто. Беше офсайд голот и после тоа со истата нога ме згасна мене на злобод, али ја кога го видов, знаеш, викам, вау, зашто јас знаев дека мојот простор беше фантастично затворен. И знаев дека топката многу тешко ќе помине. Али со тоа движење е стварно нешто лудо и од физички аспект е изненадува. Да, неверојатно и сум ги гледал тие ситни потешња што ги прават. Ја како не фудбалер не ги разбирам тие работи, ама ете баш ми е интересно кога ќе чуем перспектива од голман, што најстрашната верзија од Ембапе уствари ја гледа кога трга да ти дае гол. Да, па сега у Ел Класико му доаѓа топка без да го погледне голманот, он шутира. Зашто он автоматски знае дека топката ако е изгубена од дефанзивните играчи на Барселона,
доаѓа кај мене, знае дека екипата не е Наредена на како што места треба. кај што треба да биде. И знае дека и голманот не е на место. И он у искорак те фаќа. У тој момент те фаќа у искорак и ти немаш време и не си стабилен на двете нозе кога идеш на назад да се исфрлиш. Дали би кажал дека моментов е можеби најбољи играч у Ла Лига Килиан? Килиан, Ламин, тоа се Педри, тоа се страшни играчи, Белингам, Винишиус. Белингам го ставаш у нивна категорија? Искрено? Мислам, супер е сега, ама мене ми е уште еден чекор пред да биде таа спектакуларна класа на игра. Фантастичен играч е. Така. Дефинитивно. Педри е нешто различно. Ламин е јак, Ембапе е јак, Винишиус е јак, али како што е Педри, едноставност, движење со тело, движење со топка, без топка, дефанзива, офанзива, он лебди по терен. Тоа претпоставам дека многу ја олеснува работа на голман да имаш таков играч у тим. Гледам дека у нашиве, да речам, акции репрезентативни, многу ти е честа примена дегажман надолго. Кажи ми, кој пристап фудбалски ти е тебе поомилен? Така од позади, пас до гол како Педри, или дегажман, два високи шпица те чекаат, почиња акција од таму? За мене што е поефективно, тоа е подобро, што да е подобар резултат. Што е поефективно? Да, што е поефективно, дефинитивно. Сега ние сме дале многу голови, така, голот со Италија ја дегажира на Миовски ја пролонгира, Аци иде у простор, И на прв. ја прима со гради топката и шутира. После исто имаше гол со Италија у Рим, дегажирам на Нестор прима према Пандев у простор на Трајковски, И паја гол. Имаме такви голови и имаме голови кои што имавме изиграно од позади. Тоа дефинитивно селекторот го постава, зашто ни прават анализа на противник, гледат кај има простор, кај може да се игра повеќе, со пас директно на Алиовски од моја страна или преку пас по страна на Алиовски или преку средина со Елив, со Барди, да се искомбинира таа ситуација. Тоа е склучна стратегија на шефот и склучна анализираат и затоа они виделе дека таму може да им направи најголем проблем и така ние го обработуваме. Затоа и те прашав, не знам дали си утек, мислам сигурно си утек, ама јас со статистики сум многу јак. Ти на минатиот циклус Лига Нации беше прв асистент у наша репрезентација, имаше 2 асистенции и беше изедначен, мислам дека со Барди, а си голман. Кажи ми, ета, ја ќе ја пратам оваа твоја статистика, да речеме офанзивна, ти го заврши Лига Нации циклусот со 2 асистенции. Па да, Тоа е откачено. Утакмицата со Латвија таму за малце гол ќе даде. Да. Ама сега селекторот ми кажа еден штопер, другиот штопер иде скроз десно и јас се позиционирам како штопер. Малце по диагонално према назад, али како штопер. Така. Зошто? Зашто они се сплотени у средина и ние сакаме да носиме топката од страна, да дојдеме што можеме повисоко. Покрива, да. И сега моментот што они беа излезени. Сега ја гледам дека Миовски иде у простор и му ја шутирам топката шутирам топката скоро да падне пред 16. Али дека бев многу високо, на 30 метри, мислам дека 35 метри, топката тапна, теренот беше многу влажен и кога тапна топката, Миовски отиде на кај неа. И јас се чудам, викам, зошто не ја зима топката, знаеш? А он го видел голманот и ми вика после утакмица, ја го видов голманот, отидов лажњак да му правам топката да помине над него. И он у последен момент ја вади топката. А тоа се движења кои што од крило влагаат на тоа се движења кои што ние ги практикуваме, знае со селектор дека имам добар дегажман што може да стигне брзо топката и некој пат од крило влага према напред,
Ќамили така даде гол со Лихтенштейн. И тие се тие движења кои што ние ги практикуваме, ама тука се гледа дека ние у офанзива исто имаме напреднато како репрезентација. Со Белгија имав 4 паса директно на Алиовски, прием, ние сме на центар, така. имаме излезено билдап од позади. После на овие утакмици гледаме дека од позади не оставаат, идеме високо, играме долга топка у простор кој што може да ни даде исто резултат. И тука гледаш дека ние како фудбалери, како изработувачи на тактиката на селекторот ја изработуваме како што треба. Така. Кажи ми, спомна неколку играч, ти си веќе на некој начин и ветеран у репрезентација, долго време си број 1. Кажи ми, кој ти изненади од последниве квалификации Лига нации, наши играчи? Млади, нови, за кои имаш да кажеш не очекував дека е волку добар, некој што ти надминал очекувањата? Вака, сега јас скоро со сите играм долго време и сум го гледал процесот на напредување. Сега сувишно е да зборам за Барди, Алиовски, Елиф, сите знаеме од каков калибар се тој тип на играчите. Има сега што доаѓаат помлади генерации кои што стварно се квалитетни, стварно се мотивирачки што играат за репрезентација и дефинитивно помагаат у репрезентацијата со нивна констанца што играат кога се потребни, кога помалку играат, повеќе играат со репрезентација. Баш младите кои што доаѓаат сите ме изненуваат со пристапот на кај репрезентацијата, што цена, што Така не беше порано? Дефинитивно. И тоа е смислата кој што он респектираат, желни се, вољни се да играат. Исто ние кога бевме помладите имаше голем респект, голем почит, што сакаме да играме за репрезентација и сакаме да бидеме еден ден битни у оваа репрезентација со тоа што ќе покажеме со добри игри, со добар фудбал, со респект спрема постарите играчи. Тоа се еден вид на циклуси кои што ние сме биле, сега се они, ние ќе завршиме, ќе дојдат нови и така функционира циклусот у репрезентација, само што е најбитно репрезентацијата, репрезентативниот дрес и да се напредува. Како ти изгледа тебе? Има еднина после вас? Дефинитивно има млади фудбалери, ние сме сега у едно од најдобрите години, али јас сум за тоа што додека сме спремни, треба да играме и додека можеме да придонесеме за репрезентацијата, треба да играме, небитно дали имаме 18 години, 38 години, 40 или 26 години. Резултатот треба да биде и да одржува едно ниво кој што репрезентацијата треба да иде нанапред и да ги искористиме сите играчи за подобрување на репрезентацијата. Значи очекувањата и ваши и на сите што се околу репрезентацијата си имаат сменето, нема веќе ќе видиме уште овие квалификации, па треба нови деца да доаѓаат, па ќе видиме, може ќе убедиме некое дете со пасош од странство, сега веќе тоа гледам го нема. Сега си се сите имиња и презимиња, повеќето се у клубови озбилни што играат, така да гледам дека оптимизмот и од ваша страна е очигледен. Дека станува збор за озбилна фудбалска нација веќе. Па да, дефинитивно Модрич игра до 40 години за репрезентација, Кристијано, тоа се еден голем калибар на играчи, али ако јас можам да помогнам на репрезентација со 38 години, ако сум во добра форма и се чувствувам окей, зошто да не помогам? Зашто најсвето е да играш за репрезентација. Ние овде играме од љубов и од желба за репрезентација, за Македонија, да ја представуваме најдобро светло. И јас кажувам само да сум здрав и жив, увек ќе бидам во располагање на помош за македонската репрезентација.
Баш ми е, баш преубаво. Сега јас останав со уште 3 прашања за тебе. Јас да си вежбам малце шпански, а ти да си повториш малце шпански. Може ли така? Ајде, може. Пак се поврзани со Шпанија конкретно. Размисли си ги, мислам дека би ти биле интересни. Значи, vale, 3 preguntas en español para ti. La primera, ¿cómo son los aficionados español? ¿Cuál campo de juego te dejó más impresiones y por qué? Aficionados españoles son calientes. Да ти одговорам на македонски или на? En español, por favor. Son gente calientes, que eufóricos. ¿Qué campos más me impresionaron? Son campos que, no hablarte de Bernabéu, de Nou Camp, me impresionó el que más es campo de Betis, Villamarín, y de Mestalla cuando vine a jugar de visitante. Muy bien. La segunda, ¿cuáles son algunas tradiciones españolas que mantienes en tu vida cotidiana? Por ejemplo, un bocadillo con jamón, las tapas, la sangría, algo así. Sí, bocadillo de jamón me gusta. Siesta me gusta. Siesta es... No trabajo entre 2 horas y 5 horas. Sí, después de 3 de la tarde duermen media hora, 40 minutos de siesta. Y la última, y muy importante. Cuando vas los entrenemos y partidos, ¿quién te lleva en el campo? Cuando voy al entrenamiento en los partidos, diariamente Irina, y cuando vamos a partidos de autobús, de avión. Pero, Irina, Sí. muchas gracias, afición, para vosotros. Се Gracias. проба, се надевам дека ти се допадна овој шпанскиот дел. Топ. Овие брзо ќе ги испукаме. Топ. Првото, лесно. Реал Мадрид и Порто. Пуцај. Реал Мадрид и Порто, Милитао. Не. Голман. Тие два клуба му се единствени што ги има играно кариера. Почнал у Реал, завршил у Порто. И Кир Касилјас. Може. Сега ова не е више голман. Почнал у Монако, па у Јуве. Тиери Енри. Леле, ништо. Ќе ги згази. Следеч. Ајде, не ти кажувам ништо. Де Бруйне. Леле. Ова прв тейк е, дечки, не е... Ајде. Муслера. What? Кристијано Бене, Роналдо Назарио. Браво. Ја немам зборови. Океј, ја мислев, ја и Кире сме... Вау. Добро, сега ова е лесно. Ја имам едно Вау, што се случи? Памтам многу кои какви копачки носи. Nike, Adidas, Puma. Еднаш кога ќе го видам играчот, знам кои какви копачки носи. Мене ме импресионираше. Не знам зошто така, али И така го поврзуваш? Па не го брзам сега. Нормално знаеш, играл у Бразил, PSV, Барса, Интер, Реал Мадрид, Милан. Роналдо Назарио. Па добро, ама Де Бруин виде само Гент ти кажа Де Бруин. Па ако е Гент, значи и Манчестер Сити, поминали сме и Челси. Овие знам дека Ама е Де како Бруйне. толку брзо ги свати, бе? Друже, ме извади од памет, нема време ни да ти ги раскажам што се деси. Ништо столе, Боку Gets the Player, ќе го правиме ова пак со него, имаме време и за фути тик-так-то, чиме Воку брз. Сега изгледа ќе ме дроби мене во фути тик-так-то, чиме Воку спремен, Ацко пушта го првиот грид. Ајде ти прв. Ја прв? Да. Еве, ќе почнам Како со... домаќин да ти дам предност. Може? Чекај да видам нешто интересно. Еве, Мориньо и Германија ќе отидам и Сами Кедира ќе го спомнам. У Реал 2012 си беа заедно. Мориньо и Германија. Океј. Мориньо и Барселона. Може да идам ја или треба да идам од Мориньо, лево? да, Мориньо Океј. ти е со овие надоле, да. Океј, Мориньо и Челси, Аријан Робен. Кире овие кукулисни ги направил за гостинот, не е фер. Се шалам. Реал Челси, Макелеле. Може? Може. Прифаќаш?
Мора малце да ти како ги испуца брзо овие, морам некако сега да се покажам иначе слаб домакин сум. Барса и светско првенство Лео Меси. Така си е. Така си е. Јас сега ќе одам Германија, Реал Мадрид, Мезут Озил. Може требаш и детево мало да го спомнам, нема веќе тоа. Реал Мадрид и светско првенство Серхио Рамос. Серхио Рамос. Ми го блокна. Можам, чекај, Германец и Барселона. Мен нема ми текне, ќе си играм сейф и само ќе кажам, ќе ти го ставам на тебе. Барса, Челси, ќе го ставам Кристијансен. Кристијансен. Тоа е X, да. Сега, јас имам Ти доле можеш да... Мориньо и светско првенство. Мориньо и светско првенство, ќе ти кажам Икер Касилјас. 1-0. Браво. Икер Касилјас. Браво. Ајде следен грид. Сега, ти си прв. Ева, малце поише и Премиер Лига имаш. Премиер Лига Наполи, Конте. Може. Морам ова. Юнајтед Наполи, Скот Мектомини. Мангуп. Премиер Лиг Интер. Премиер Лиг Интер Марио Балотели. Може. Мене знаеш на кој ми текна? На Ешли Јанг. Играш у Интер, така? Мислам дека играш. Ешли Јанг? Да, мислам дека отиде. Или некоја отиде во Италија 100%. Ништо. Ериксен, Премиер Лига Ајакс. Португал Интер Кварезма. Браво. Види. Немаше да ми текне мене на него уопште. Манчестер Интер Алексис Санчес. Сега мене ми треба Манчестер Ајакс Вандерсар. 2-0. Ова ќе биде бришање. Ова ќе биде школа фудбала, ништо. Давај го третото, веќе е победи реално. Или да ја направиме и после. Би имали потреба. Да, па ќе го одиграме, зашто? Ајде да го одиграме. Леле ми изненади, човече. Ги сакам ги гледам овие на Инстаграм, ТикТок. Така, ова ти и мене многу ми се свиеше, затоа си реков мора да го и Кире прашува како иде. Сега ти си прв, или не? Беф, сега така? си ти. Манчестер Бразил е во чело, Каземиро. Фред, не Каземиро, Фред. Манчестер. Зидан. Зидан светско првенство. Или Манчестер Сити Тевес. Манчестер Сити Тевес. Може. Зидан и светско првенство. Зидан и светско првенство. Не, Зидан и Бразил Марсела. Ете, не можам, морам да избегам.
Он не освои светско, он удри глава на светско сега ми тек. Сега мене ми треба Бразил, Тотенхем, Бразил, Тотенхем, како се викаше шпицот на Тотенхем? Сега викендов дае гол на Юнайтед. Вака. Па тој. Вау. Не ти текно? Не ми текнува на името. Ричарлисон. Ричарлисон, добре. Ќе пробав некако да некои синоними да ти најавам, ама не можеше да ми текне ништо. Не ми текне. Не, знае дека ќе ми текне, ама не ми доаѓаше Так. моментот. Сити Тотенхем. Сити Тотенхем, Кайл Уокер. Зидан светско првенство, Дешамп. Види копање, да, добро. Дешамп. Он им беше тренер или играше Дешам 98? Заедно играше со Зидан, Да. па после беше сега е Така селектор. Така е. Тогаш идам... Ајде, Юнайтед светско. Лича Мартинес. Така? Беше у тимот се што освоја светско, Лисандро? Да. Беше? Александро, да. Уф, добре, ете го. И Ми помага с тоа. Вау. Зидан, Манчестер Сити, Ковачич. Леле, да. Зидан, Манчестер Сити, Ковачич. Тука за среќа завршува нерешено, зашто Тотенхем и светско, дали мене ќе ми текне некогаш. Можеш да ми помогнеш, еве сега кога завршуваме тука нерешено, Тотенхем и светско. Нема никој. Мора да има некој уствари. Тотенхем. Знам. Ајде. Ќе ти помогнам, штопер игра. Ромеро. Да. Леле, ама ти си доктор, столе ме воодушеви со овие, да ти кажам право. Почињаме вака. Алисон или Куртоа? Куртуа. Куртоа или Петар Чех? Куртуа. Куртоа или Вандер Сар? Куртуа. Куртоа или Мануел Ноер? Куртуа. Вау! Куртоа или Донарума? Куртуа. Куртоа или Касилјас? Куртуа. Куртоа или Буфон? Буфон. Буфон или Столе? Буфон. Тоа е Дефинитивно. Тоа е тоа. Ова мораше да го направам. Браво. Многу кеф ми направи со овие Fun Games. И тоа беше тоа од четвртата епизода Edge of the Box работеш на сетникот со Столе Димитриевски. Пред да се одјавиме, завршни 2-3 збора за утакмицава со Велс. Што да очекуваме? Па како што кажа до сега, ние ќе одиме на победа и сме фокусирани, спремни сме да го дадеме максимумот и одиме на победа за да одиме до тоа второ место. Одлично. Секогаш го прашувам и Кире на крај на епизода како си пројде. Одлично, стварно се осеќав многу добро, многу драго и мило ми е што сте почнале со овој ваков проект за фудбал, што у Македонија требаше еден ваков проект. Мислам дека одлично ќе функционира и одлично ќе оди нанапред. Ќе се видиме и ние пак се надевам следен пат во иднина. Сигурно. Тоа беше тоа, четврта епизода работеш на сетникот, 16-сетникот, гледате и мене веќе ме фати многу возбуда уствари. Тоа е тоа. Фала ти многу Столе, фала многу екипо, се гледаме во наредната. Фала многу на сите.